Срдечно добродојдовте во првото издание на Автомагазин во новата 2016 година. Како што налага традицијата, во името на екипата на Автомагазин и моје лично име ви посакувам се најубаво во новата 2016 година. Многу успех, здравје, среќа и се разбира нови автомобили. Во денешното издание токму ќе се фокусираме на новите автомобили. Автомобили кои ни носат револуционерни технологии, но и автомобили кои многу малку ќе загадуваат природата. Исто така ќе одвоиме простор и за традицијата. А традицијата нас не налага во последниве 20 години, колку што работиме, да ви ги сервираме најдобрите и најубавите вести од светот на четирите тркала. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува осигурување од незгода, патничко и домаќинско осигурување. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. Јас сум актер во реклама за новиот современ Toyota Auris, во која сум затоа што во неја изгледам супер, затоа што се согласив да го носам овој детектор за лаги. И веруете, многу е удобен при возењето и економичен и лесен за управување. Значи, можам стварно да мислам, обично на филозофија, концерти, спорт, море на првата соседка Сандра. Многу е убава, просечна е. Брат, ова чудо осетливо. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Никола постираше. Страничните фиксирачки куки кај транзит звучат корисно. Но дали се навистина толку силни? Хаштаг, чисто се сомневам. Си рековме, ајде да го убедим. Изгледа страничните фиксирачки куки сепак се толку силни. И по маркетинг блокот повторно се наоѓаме со содржините на Автомагазин. Новогодишните и божикните празници се период од годината кога се раѓа новата надеж и новите очекувања од годината што е пред нас. Кога сме кај овие две категории, не заобиколно е да се запознаете, односно да ве подсетиме на Франк Риндехнихт. Швајцарскиот визионер од областа на автомобилизмот со децении ги воодушевува не само автомобилската публика, но со студијата Етос тој покажува дека автомобилот во следните децении ќе биде многу повеќе од превозно средство. А зошто? Погледнете во следниот прилог.
Маскотата на Женевскиот салон на автомобилите, швајцарскиот специјалист за предизвикување на иднината Ринспид, реши да го преплива океанот. И не само тоа, туку да премине цел континент и половина пустина и да стигне во Лас Вегас на идното издание на саемот на потрошувачка електроника CES, кој ќе се одржи од 6 до 9 јануари. Според зборовите на основачот на компанијата Франк Риндеркнехт, главните иновации во идниот автомобилски инженеринг не само што ќе бидат од светот на дигиталното, туку во значителна мерка ќе го подријат она што денес го сметаме за вообичаено. Со други зборови, тој сакаше да ни каже дека колку и налудичави да изгледаат неговите идеи денес, тие утре или задутре може да бидат дел од нашето секојдневие. Нас тоа не чуди, бидејќи со нив редовно се запознававме со децении наназад, а сега дојдоа и американците на ред. За таму Ринспид подготви автономен концепт со кој покрај што ќе ги демонстрира идните можности во светот на мобилноста, го зголемува и бројот на прашањата. Едно од нив е како всушност се изговара неговото име. Сигматос, стос или еднакво на етос. Како и за многу нешта и на ова прашање несватениот швајцарски визионер не го дава, туку го наговестува одговорот, заедно со сочните детали за самовозечкиот концепт, додуша завиткани во обвивката на општото, инаку нема да бидат разбирливи, посебно за американците. Она што е разбирливо за сите е дека Етос е автономен автомобил што се одликува со интуитивен и адаптивен автопилот способен за учење. Согласно тоа и внатрешноста му е прилагодлива. Во автономен режим на возење управувачот комплетно се преклопува и повлекува наназад во инструмент таблата, разлечена по целата широчина, чии 21,5 инчни Ultra HD widescreen сегменти се излекуваат поблиску до патниците. За порелаксирано возење, Ринспид Етос ним на располагање им го става Harman Connect Car системот, кој функционира како персонален асистент, според зборовите на Риндеркнехт на обмислен, љубезен и очекуван начин. Она што е неочекувано е дека Етос на располагање си има свој собствен дрон, за кој е предвидено специјално место за слетување и паркирање на задниот дел од возилото. Ако случајно се прашувате што ке му е тоа, тогаш на вистина не сте запознаени со делата на алпската ковачница на идеи. Но да не звучиме грубо, ќе ги пренесеме неговите зборови кои велат дека приложениот дрон може да се користи за да го остави букет од цвеќе нарачан преку интернет директно на избраната. Секако со него може и да ги снимате или во живо пренесувате вашите вратоломии за да ги воодушевите пријателите. Во ваков стил можеме да зборуваме за Ринспид Етос се до представувањето во Лас Вегас, па дури и до неговата европска премиера на салонот на автомобилите во Женева, но тука ќе запреме. Единствено што за него уште ќе кажеме дека е базиран на BMW i8 и дека има, цитираме, специјална боја и финиш на надворешноста кои се уште целосно се туги за автомобилските дизајнери. Ова е прво представување на Ринспид надвор од родната Швајцарија. Оваа компанија, основана 1979 година во швајцарското место Цумиком во близина на Цирих, има само 8 вработени и досега има направено 22 футуристички концепти. На изненадување на сите, Citroen представи сосема нов електричен модел наречен i-Mehari. Со него не само што се препородува историското име на лесното отворено теренско возило, туку и неговиот слободен дух. Веќе првиот поглед ја покажува сличноста со во Франкфурт представениот концепт Cactus M, но доколку подобро се загледа, ќе се забележи дека е многу помал од него. Тоа е затоа што е искористена механиката на малиот електромобил Болоре, кој PSA го произведува во својата фабрика во Рен. Неговите батерии од 30 киловат-часови, кои се полна 13 часа, му обезбедуваат автономија од 200 км, а малиот електромотор со неспецифицирана силина максимални 110 км на час. Продажбата на Citroen i-Mehari, чија внатрешност е водоотпорна, ќе започне кон крајот на идната година.
Порше ќе инвестира околу €1.000.000 во електричниот Mission E, чиј концепт беше представен пред некој месец во Франкфурт. Уште тогаш беше јасно дека електричниот автомобил е повеќе од студија, нешто од што треба да се согледа иднината на марката. Од споменатите €1.000.000, 700 милиони ќе бидат инвестирани во нова лакирница и монтажна лента во фабриката во Цуфенхаузен. Фабриката за мотори ќе биде проширена за производство на електрични мотори, а поголем капацитет ќе добија и лимарницата. Серискиот модел, базиран на новиот иновативен концепт, ќе биде лансиран пред крајот на деценијата. Се е лудо на саемот на лудите автомобилски креации СЕМА во Лас Вегас. Само овој теренец од Toyota е страшен. Таков мора и да биде, бидејќи е направен за страшен подвиг, да се поминат 16.500 милји, околу 26.500 километри низ цела Америка. За да го издржи тоа, ќе се погржи цврстата рамка на пикапот Такома со здраво засилено подвозје, врз која е поставено модификуваното тело на моноволуменецот Сиена. Наречен Ultimate Utility Vehicle, тој беше најавен уште во јуни. За потребите на патувањето е наполнет до врв со едно чудо електроника. Меѓу другото и со бежичен интернет, 17-инчен монитор, озвучување од 2500 вати, мобилен сателитски ТВ ресивер, 60-инчен телевизор, ноќна HD камера и кој знае уште што не. €400.000 прв пат, €400.000 втор пат, €400.000 трет пат и продадено. Ова е сумата која постигна 2 милионитиот Land Rover Defender. Ова иконска теренска машина се произведува повеќе од 6 децении и за од тој период таа нема каде не се нашла на куглата наречена Земја. Но, пред да го видите прилогот за Land Rover Defender и неговото 2 милионито издание, ве поканувам да отидеме заедно до Шведска и да видите 4-годишната Софи што прави со 18-тонски камион, кога ќе го има далечинскиот управувач од него токму во своите раце. Швеѓаните ги знаеме како разумни луѓе со студена глава, но меѓу нив има и такви кои се 100% откачени. Како поинаку да се етикетираат оние кои на 4-годишно девојче ќе му става далечински управувач од 18-тонски камион во рацете. И тоа во буквална смисла. Имено како дел од серијата промотивни видеа за својата камионска програма, Volvo ја ангажираше малата Софи, која со помош на далечински управувач го возеше градежниот FMX 8x6 Кипер со 4 оски, екстра висока шасија, дневна кабина и автоматизиран менувач. Целта на потфатот беше да се демонстрира издржливоста на овој камион, која во секој поглед беше постигната. Секако надзорот на возрастните не изостануваше, но во духот на шведските манири сметаме дека тие на Софија дозволија многу повеќе отколку што било кој друг родител би му дозволил на своето дете како да се игра, дури и со играчка, а камион за овие габарити и да не зборуваме. Нема да зборуваме ниту понатаму, туку ќе ве оставиме самите да го доживеете искуството на Софи како камионџија на 18-тонскиот Volvo FMX, затоа што во овој случај снимката кажува повеќе отколку што зборовите воопшто можат. Left and right, back and forward. Press people button. Nobody chat for me, yes, no. Like only have 22 in a me son.
Then I feel so forget the next door the fool. Chat come face. Then I feel so forget the next door the fool. Anytime you're ready, put now we see start war. See what the face when it don't get on the style is the bomb, the dang, diggy diggy. Here with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. The style is the bomb, the dang, diggy diggy. I don't know, I don't care with the bomb, the dang, diggy diggy. Се започна пред 67 години кога Тито му кажа не на Сталин. Тогаш светот кажа да на новиот офроудер со име Land Rover, иако не беше свесен какво ќе биде неговото значење. Ниту ние не бевме свесни што не чека во децениите што претходат. Ама за разлика од Тито и Југославија, името Land Rover и ден денеска обстана на еднаква, дури и на повисоко рамниште. Разликата е во тоа што во споредба со заедничката ни држава, Land Rover успешно се приспособуваше на тековните трендови. Моделот од пред 67 години нема ништо заедничко со сегашниот, освен името. Дури и тоа не е сосема исто. Легендарниот теренец сега се вика Land Rover Defender во чест на неговата најчеста примена. Најчеста, но не и единствена. 2 милиона теренци од овој модел ги има насекаде околу нас, во служба на задоволување на секакви и сечии потреби. Во таква конотација доста тешко е да се најде соодветен пристап за да се одбележи производствениот јубилеј. Но тоа воопшто не беше проблем за прагматичните британци. Тие едноставно го зедоа 2-милионитиот примерок, му посветија посебно внимание и му дадоа посебен третман, после кој навидум по ништо не се разликува од останатите 1.999.999 парчиња од Defender кои излегоа од фабриката во Солихал. Разликата е во деталите кои може, а може би и нема да ги забележите, затоа што единствените два збора со кои вистински се опишува Land Rover се Land Rover. Со тоа се е кажано, освен една работа. Дека јубилејниот примерок ја достигна сета своја слава на аукцијата на лондонската куќа Bonhams. Таму чеканот на вештиот продавач удри 3 пати на цената од 400.000 фунти, со што стана најскапиот Land Rover Discovery во историјата на марката. Во духот на британските благороднички манири, средствата ќе бидат донирани за хуманитарни цели. Нисановата буџетска марка ја шири својата гама, но не и географското присуство. Третиот модел на Datsun кој ќе биде понуден во Индија и околината се подготвува за напролет идната година. Во веста пристигната од Токио се потврдува CMF-A семејната платформа и за новиот модел, кој би бил базиран на концептот Ready Go, покажан на салонот на автомобилите во Нью Делхи пролетва. Се работи за мал кросовер со меѓоскино растојание од 2,35 метри, задвижуван со 3-цилиндричен бензински мотор. Интересно е дека се размислува, освен со 5-степен мануелен менувач, да биде понуден и со негова автоматизирана изведба, што би му дало свеж импулс во пробивањето на пазарот. Погон на сите тркала не се споменува, но затоа се споменува дека и Renault Kwid е поставен на истата платформа.
Fiat 124 Spider е име добро познато на љубителите на вистинските автомобили. Отворениот автомобил беше дело на Пининфарина и успее да остане во производството цели 20 години. Причината за толку долгиот животен век, нетипичен за спортски автомобил, не треба да ви ја кажуваме. Тоа е неговата вечна убавина. Истото го има и неговиот современик што Фиат го представи во Лос Анџелес. Половината век историја сега е современо спакувана со италијански дизајн и јапонска технологија. Возилото што го гледате е поставено на механиката на Mazda MX-5. Од неа е земено се што требало да се земе, вклучувајќи го и интериерот, но не и моторите. За сега единствениот познат агрегат наменет за американскиот пазар ќе биде малиот италијански турбо од 1,4 литри со 160 конски сили. До пред кратко време Јагуар во Македонија беше мит. Сите знаеа дека постои, но никој го нема видено. Но сега ќе го видиме одблиску. Неговото височество Јагуар XE, модел кој е најнов во портфолиото на англиската марка и кој ги напаѓа Mercedes C класа, Audi A4 и BMW серија 3. Премиум сегментот не нуди многу модели во компактната класа, но сепак секој е приказка за себе. Еден од најновите модели во овој сегмент е Jaguar XE. Тој е нов не само на европскиот, туку и на македонскиот пазар. Jaguar со својот имидж нуди посебни производи. Производи кои се полни не само со сила, не само со возни карактеристики, туку и со емоции. Таков производ е и Jaguar XE, кој во внатрешноста делува навистина прекрасно. Прекрасно затоа што има извонреден микс на модерното, традиционалното, но и функционалното. Пред се морам да ја пофалам ергономијата која е направена во внатрешноста. Изгледот на внатрешноста многу потсеќа и на формата на многу поголемите XF и XJ модели, но XE има своја персоналност. Јас сум задуправувачот на изведбата Sport Air, која изобилува не само со опрема, туку и со емоции. Номенклатурата Sport Air се однесува на опременоста. А кога збореме за опременоста, овој Jaguar е она што може да се посака во сегментот на премиум возилата. Насекаде има кожа. Прецизната изработка е извонредна, а употребените материјали се вистински како што одговара на премиум сегментот. Возењето на Jaguar XE на отворен пат е извонредно. Се чувствувате како да пловите. Вие сте претопен со интериерот на автомобилот. Одличната звучна изолација и амортизација, како и прецизното управување ве прават да се чувствувате релаксирано и без никаков проблем можете да поминете голем број километри без да се заморите. Менувањето на брзините оди многу лесно и континуирано, па така да се добива и сосема добра економичност кога возите со едно темпо на возење помеѓу 90 и 120 километри. При такво темпо јас забележав потрошувачка од 6,3 литри. Но тешко е овој автомобил да го возите вака смирено, затоа што самата техничка спецификација вели дека моторот, менувачот, но и погонот на задните тркала може да пружи многу повеќе задоволство при динамично возење. Јас нема многу да се осврнувам на возењето во
нормални услови на пат. Јас имам еден предизвик пред мене. Тоа е пат полн со свиоци и многу мала фреквенција на истиот пат. Па, ќе видам како ќе се однесува Jaguar XE кога се вози на таков пат, но во Dynamic модот на возење. Мод кој би требало да дозволи многу повеќе инерцијата да влијае на автомобилот, а со тоа многу повеќе работа за возачот. Но на маката се познаваат јунаците. Педигрето на Jaguar укажува и на ултраспортски карактеристики, па затоа ќе се обидам да ги пробудам истите. Знаете дека под халубата имаме 2-литрен турбодизел од 180 конски сили и кој е впарен со 8 степен автоматски менувач. За моја радост, позади управувачот имам и прекинувач и заменување на брзините, а веќе кога сум во модот на Dynamic возење, се чувствуваат вистинските гени на британската грабливка. Јас едноставно уживам зад управувачот затоа што ги имам оние сите благодети на спортското возење. Крутото подпирање се покажува како извонреден избор затоа што во овој модус на возење знае задницата да бега поради погонот на задните тркала. Јас не можам да кажам дека само уживам. Јас сум и малку возбуден бидејќи патот ми дозволува да го испробам она што го сакав, а тоа е динамиката на овој модел. И вистинско задоволство е на ваков пат да се вози XE. Овој Jaguar е најмал по димензиите, но воопшто не се разликува од неговите спортски браќа во перформансите. Се чувствува атлетскиот дух на овој автомобил. Него можете да го возите супер динамично, а управувањето е извонредно прецизно и можете со него да направите буквално што сакате. Лесно се скротува задниот дел затоа што динамиката и подпирањето се направени да одговорат на многу предизвици. 8-степениот менувач работи прецизно како швајцарски часовник и ви пружа можност малку повеќе од она што обичен возач би го направил да го правите и на патот. Во внатрешноста продира звукот на моторот, но тоа само ви дава посебно чувство на бруталност, бидејќи овој мотор, иако е дизел и има 180 конски сили, менувачот го прави да биде она што секој го очекува од Jaguar, а тоа е грабливка која на патот господари и го прави возачот горд на своето возило. За пофалба се и меѓу забрзувањата, бидејќи овој мотор има одличен вртежен момент. Многу ми се допаѓа чувството кое го има возачот во внатрешноста. Тој е опкружен со извонреден луксус, високо квалитетна кожа и висока технологија, но однесувањето на оваа мини лимузина, која како конкуренти ги има BMW серија 3, Audi A4 и Mercedes C класа, е предноста што е извонредно динамична. Не само што е динамична во нормално исползување, туку и атлетските способности на овој склоп се извонредни. Можеби цената е она што ги буни купувачите. Возениот модел чини 62.000 евра. За компактна класа тоа е многу, па дури и за премиум сегментот. Но влезната цена, односно стартната цена на овој модел во оваа техничка конотација е некаде околу 48.000 евра.
тоа веќе фрла поинакво светло на Jaguar XE. Во промотивната гама на тест возила секогаш се става најопременото, па затоа и цената се чини астрономска. Но чувството кое го добивате со престојувањето во Jaguar, но и оние љубопитни погледи што нонстоп ќе ги имате околу себе, ве прави да се чувствувате посебно. Сепак, Jaguar е компанија која е проткаена не само со комерцијални, туку и со спортски успеси. Комплетната филозофија на Jaguar, иако е ова најмалото издание на британската марка, е преточена во оваа каросерија. Можеби нема доволно простор на задната клупа, колку што јас би сакал, но кога се наоѓам зад управувачот на XE, се заборавам. Имено, јас сум посветен на перформансите на автомобилот, но и на квалитетот. Во оваа консталација, гледајќи го интериерот на XE и механиката, не може да побарам ништо повеќе. Имено, ова е мини лимузина која е направена за макси задоволство. Полека, но сигурно дојдовме до крајот на денешното издание на Автомагазин. Јас од се срце во името на целата екипа и моје лично име ви посакувам цела 2016 година да ве следи новогодишното расположение и магијата и духот на Божик. Се најубаво до следното издание, а тоа е за една недела. До тогаш, до гледање.